Разговараме со Спиро Ристовски, човекот кој со години ги предводеше реформите во овој сектор, е гостин во вестите. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ја чувме министерката најавува стопирање на Кембридж програмата за средното образование. Што ќе значи ова за наставниците и за учениците? Видете, најпрво би сакал да верувам дека ова денеска една несрекна изјава, јас дури би рекол и скандалозна и изненадувачка, па на моменти разочарувачка, сепак станува збор за министер за образование кој што неколку дена е само на својата функција, после неколку дена јас ја разбирам потребата од желба да се излегува и дава изјави, пиар настап и слично, меѓутоа во изминатите 4-5 дена ние ништо не слушнавме од новата министерка за образование што ќе понуди за подобрување на системот на образование како мерки кои што нејзината партија ги најавуваше. Напротив, 5 дена слушаме мерки, односно укинување, антиреформи, најави за укинување на мерки кои што со години се имплементираат во Република Македонија и мерки кои што без разлика на нивното убедување имаат евидентни резултати кои што ги понудуваат. Јас навистина денеска се осеќам исклучително разочаран од изјавата која што слушнав од министерката за образование, од причина што станува збор за еден исклучително значаен, корисен и квалитетен проект кој што се спроведе во Република Македонија, пред се во областа на изучувањето на математиката и природните науки, двете области во кои што Република Македонија години наназад, па да не речем и децении, покажува во континуитет намалување на квалитетот. Од друга страна, нашите ученици се послаби резултати појавуваа во делот на математиката и природните науки и според тоа ние пред неколку години се одлучивме на една ваква соработка со Универзитетот Кембридж, односно со Кембридж Асесмент или делот што е за оценување и изработка на меѓународни програми на самиот универзитет, при што дојдовме до една фаза каде што го заокруживме основното образование, односно целокупната деветолетка, а сега сме во фаза на имплементација, односно го оставивме процесот во имплементација во средното образование. Навистина, за нас е поразително тоа што Социјалдемократскиот сојуз се уште не е излезен од филмот дека е опозициона партија. Сега е одговорноста кај нив. Сите овие чекори, ретроградни, антиреформски, кои што имаат директно влијание врз учениците, на еден начин ќе нанесат штета на генерации и генерации ученици. Јас сакам да верувам дека ова денеска е несрекна изјава, дека министерката подобро ќе се исконсултира со сите нејзини советници, а нема да се движи по она што значат нивни размислувања од периодот додека беа во опозиција и ќе ја преиспита својата денешна изјава. Но доколку не ја преиспита, што ќе значи ова за учениците? Видете, значи, СДСМ пред 3 години кажа дека ние сме склучиле договор со некоја невладина организација на што реагираше Универзитетот Кембридж. Ние тогаш уште добивме допис при што од нивна страна беше изразено жалење. Меѓутоа, со тек на време прогресираа во својот став и долг период воопшто СДСМ не го коментираше овој проект. Меѓутоа, денеска после оваа изјава тоа ќе значи ставање во една исклучително тешка позиција на генерациите ученици кои што изминатите 3-4 години учеа по новите наставни програми, кои што неспорно покажаа сериозен квалитет од причина што колку што слушнав јас од изјавата, говорат за контакти со наставници и наставен кадар. Да, тие се повикуваат на критики, велат имаше критики од учениците и од Видете, јас не се повикувам на индивидуални критики, ниту на лични искуства, говорам за оценки или мониторинг на процесот кој што го прават консултантите од Кембридж на период од 2, односно 4 години, при што во самите тие извештаи, доколку сака министерката може да ги добие во рамки на Министерството за образование, те се јавни за потребите на Министерството и на Бирото за развој на образование, каде што е евидентен растот. Ако првата година 54% од наставниците веруваа дека ќе успеат, по завршувањето на обуките над 92% од наставниците дадоа при мониторингот на процесот дадоа изјава дека се спремни и подготвени да го реализираат како таков. Знаете како, ние можеме да се обидуваме популистички мерки, популистички најави да понудуваме за целокупната јавност, но треба навистина сериозно да се обмислуваат ваквите изјави пред да се дадат, затоа што овде станува збор за 200.000 ученици кои што посетувале настава по една програма изминатите 3, односно 4 години и навистина е страшно и скандалозно да се обидуваме сега на ваков начин да ги обидувајќи се да добиеме известни политички поени, им нанесеме штета на самите деца и на нивните семејства. Тоа е повеќе од опасно и јас би сакал да верувам дека ова денеска беше една несрекна изјава, затоа што изминатите ден-два ние слушаме како тоа биле програми за трет свет, како тоа биле неразвиени програми. Навистина е
поразително, посебно затоа што говориме за Cambridge International Examination, дел од одделот на Cambridge Assessment, кој што се дел од Универзитетот Кембридж, кој што се најголем светски провайдер на наставни програми, истовремено одобрувачи на наставни помагала, односно учебници. И знаете како, поразително е, може да се отвори на веб страната на Cambridge International Examination, да се види врз основа на нивната програма, само во 171 училиште во Лондон, само во Лондон, во 171 училиште, се учи по наставни програми одобрени од овој меѓународен центар за наставни програми на Кембридж. Истите програми се и кај нас? Видете, секоја држава има различни карактеристики на својот образовен систем. Јавно сите знаат дека системот на организација на средно и основно образование во Велика Британија не е идентичен со евроконтиненталниот, посебно не со македонскиот. Но затоа ние кажавме и во законот стои адаптирани, прилагодени наставни програми со поддршка на меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж. Тоа е состојба која што секаде постои. Од друга страна во 9 региони. Јас навистина не знам во 160 земји, па не се сигурно 160 земји од третиот свет. Имате во Северна Америка програм, училишта кои што работат по овие програми, имате во Европа, имате во Ирска, во самата Велика Британија. Ви кажувам, во Лондон 171 училишта работат по програми изработени и одобрени со наставни помагала од истиот овој центар. И наместо ние да бидеме горди и да се обезбеди еден континуитет, бидејќи во регионот сме први, а веќе почнуваат другиве земји да го на еден начин изучуваат, да се обидуваат да го имплементираат истиот процес кај нас, ние сега повторно се доведуваме во ситуација на ретроградни мерки, каде што најавуваме укинување. Знаете, во голем број земји приватни елитни училишта ги имаат овие наставни програми одобрени од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж. Во Македонија тоа е системско решение, благодет за идните генерации. Како ретроградна мерка го најавивте, го прокоментиравте и укинувањето на екстерното тестирање. Овој чекор ги израдува сите ученици и најголем дел од родителите. Но што ќе значи за квалитетот на системот? Видете, ние имавме многу јасен став по однос на тоа и јас повторно ќе го кажам истото. Значи, мене ми е јасно дека во даден момент заради известна домашна релаксација во моментов ќе овозможи да бидат семејствата нели поедноставно кажано релаксирани, децата нема да учат, нема да се прави екстерното тестирање и слично. Екстерното тестирање во Република Македонија беше воведено исклучиво со намера да ги на еден начин измени стандардите, ако може да се наречат стандарди, на влијание на успехот и на оценките кај учениците. Ако се вратите години наназад, ќе видите дека во Република Македонија во најголем процент во училиштата имавте неосновано скрос одлични ученици. Од 5 до 10 јуни во самото училиште имаше повеќе родители отколку ученици кои што доаѓаат да ги коригираат оценките на нивните деца. Нашата цел беше да се зголеми квалитетот и објективноста во оценувањето кај самите ученици. Мислите дека успеавте во тоа? Ние никогаш не рековме дека со една мерка тоа може да успее. И никогаш не рековме дека екстерното какво што ние го понудивме беше идеално и непроменливо. Напротив, ние лани врз основа на консултациите што ги направивме, повторно го променивме. За мене е разочарувачки тоа што СДСМ доаѓа, го укинува, а не понудува никаква друга мерка за подобрување на квалитетот во образованието. Веќе една недела се занимаваат само со ретроградни процеси во делот на образованието, а во ниту еден момент јас не сум слушнал позитивна изјава што тие ќе направат за подобрување на квалитетот. Екстерното тестирање се спроведува во 30 на земји во Европа. 24 земји на ОЕЦД го спроведуваат. Секоја земја своји карактеристики, свој начин на организација. Меѓутоа, тоа е процес кој што постои и треба да постои. Верувам дека дали повраќањето на власт би го вратиле екстерното? Значи, ВМРО ДПМН како политичка партија свесно отиде со дел од мерките, посебно и во делот на образованието, кои што можеа да ни нанесат краткорочно негативни поени на нас, но долгорочно да обезбедат квалитет на развој на идните генерации во Република Македонија, затоа што на тој начин со квалитетен образовен систем ние креираме квалитетни идни генерации. Јас ви верувам дека повраќањето на ВМРО ДПМН ќе се имплементираат голем број на мерки во рамки на образовниот процес, чија што единствена цел на тие мерки ќе биде зголемување на квалитетот на образованието. Ние како политичка партија никогаш не сме функционирале да печалиме ефтини политички поени како што тоа го прави СДСМ. Ние ако сакавме мирна вода како што вика народот, немаше ниту една од овие мерки да ја спроведеме, а сето тоа ќе резултираше со продлабочување на лошиот квалитет на образование во Република Македонија. Ви благодарам за гостувањето во Вестите на. Благодарам за поканата.